Добро дојдовте назад во утринската програма Добро утро секое утро. Како што веќе ви најавивме, интересна тема за муабет денеска. Можеби некои работи ќе одгатнеме, затоа што станува збор за темата уринарна инконтиненција. Ќе зборуваме со доктор гинеколог Ирена Гошева од болницата One Hospital. Добро утро, добро дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да. Најпрвен да кажеме, затоа што постојано ми се чини дека отвораме табу теми, ова е во редот на табу тема. Се трудиме да подигнуваме свест кај граѓаните, а со тоа и на гледачите на ТВ Алфа, постојано отворајќи вакви теми, меѓу кои се најде и оваа тема за уринарна инконтиненција. Сега, неволно испуштање на урина или неможна за контрола на мокрењето. Точно така. Вие сте тука да ни кажете што тоа представува. Значи, токму така. Уринарната инконтиненција представува неболево испуштање на урина. И доколку се дефинира како инцидент, кој настанува било кога во текот на животот, тогаш застапеноста во општата популација е некаде 8 до 40%, а доколку се дефинира како инцидент кој настанува во временски период, да речеме дневно, неделно или во одреден временски интервал, тогаш некаде инциденцата е околу 15% во општата популација. Но за да подобро разберат гледачите, ќе објасниме прво вака. За бешиката е орган кој што е составен од повеќе слоеви. Главниот од кој што е мускулниот слој, се нарекува уште и детрузор, е од мазно-мускулни клетки, имаат еден посебен плексиформен распоред, кој што прават бешиката да има мултидимензионална експанзија за време на полнење и да складира голема количина на урина. Можноста да складира урина и при тоа прикладно, адекватно и социјално прифатливо да има волево празнење се нарекува континенција. Па оттаму и зборот инконтиненција, односно неволево испуштање на урина. Да бидеме појасни, секако, уринарна инконтиненција или што треба да знаеме и како да се справиме со неа. Пред овој разговор ми кажавте дека некои од пациентките, но има и тука и пациенти, не е само кај жените, како нели доктор гинеколог, ќе кажем и за тоа дека се појавува ова Значи, ова генерално ја афектира женската популација, но може да афектира и машката популација. Да, сакав да кажам дека моменталните барам податоци за тоа колку од жените се афектирани не ги знаеме конкретно, но проблемот главен можеби зошто ја отвораме оваа тема е заради срамењето, односно несподелувањето со вас, со стручните лица. Значи, ние всушност и вистинската инциденца на оваа болест, не е болест, него состојба, не ја знаеме баш заради оваа причина, затоа што пациентките и не се јавуваат и ниту пак ја кажуваат. Се смета дека некаде околу 1 на 4 жени само го пријавува овој проблем. Зошто е тоа така? Една од причините е тоа што веќе кажавте, заради срам, анксиозност и слично, но другата причина е заради тоа што и не знаат каде треба да се јават за ваков проблем. За жените треба да се јават на гинеколог. На гинекологот да кажат доколку има ваков проблем. Понатаму може овие пациентки да ги следи урогинеколог, кој што е субспецијалист од областа на гинекологија или доколку има друга патологија кај уролог. Значи повеќе може пристапи да има кај оваа жена, но главно треба да се јави на гинекологот. Првично. И тоа е добро да кажеме, затоа што навистина можеби не знаат и не се доволно информирани каде тоа треба да се јават за оваа проблематика. Сега ние пошто денеска е ден за бубрезите или 12 март, па сега не можам да зборувам за горниот уринарен тракт, но можам да зборувам за долниот уринарен тракт, па затоа и во склоп на тоа да ги споменеме ова состојба што може да го засегне долно уринарниот тракт, да е во склоп на гинекологијата. Да. Ајде сега малце да ја разложиме темата, да ни кажете ризик факторите кои се на уринарна ризик факторите прв е возраста. По одмината возраст е поголем ризик фактор за појава на инконтиненција. Па така. Тоа не значи дека младите се поштедени. Некаде од 20 до 30 годишна возраст се смета дека 3,5% од пациентките се инконтиненти, а околу 35% се над 70 годишна возраст. Што значи ни кажува дека возраста е ризик фактор. Зошто е тоа така?
со поминувањето нели на годините и жената посебно во периодот кога влегува во поменопаузата, се губи функционалната младост на ткивата, се намалуваат митозите, регенерацијата на ткивата, па се полека атрофира и слично и ослабува мускулатурата и лигаментарниот апарат и нервната контрола и се тоа може да доведе до последен ефект инконтиненција. Но возраста не е единствен ризик фактор. Акушерската анамнеза исто така е и таа ја објаснува и зошто може и младата популација да биде засегната. Што значи таа акушерска анамнеза? Значи пациентките кои што родиле по природен пат, деца, посебно големи крупни плодови, над 4 кила, се за зголемен ризик да се по породувањето и понатаму во животот инконтинентни. Затоа што при породувањето се оштетува карличното дно, и мускулатурата, и нервацијата, и сврзно-лигаментарниот апарат, и сето тоа може да доведе со крајен ефект на инконтиненција. Сега е прашањето дали царскиот рез штити од инконтиненција, кога веќе вака зборуваме? Не. Царскиот рез не штити, а природното породување е ризик фактор, посебно ако станува збор за крупни плодови. А како се манифестира? Дали различно се манифестира кај секој пациент, односно кај секоја жена? Да, апсолутно да, и таа не е униформна, затоа има и различни типови. И ќе ги дообјаснам само да докажам, значи менопаузата е исто многу важен ентитет и голем ризик фактор за појава на инконтиненција. Уште нешто што можеме многу да го промениме и да влијаеме е дебелината. Обезноста е голем ризик фактор, посебно за едниот тип на инконтиненција што сега ќе го спомнеме. Бидејќи пообезните жени имаат зголемен интраабдоминален притисок и тој притисок, бидејќи ние нели човекот е во исправена положба и цела сила кај жената паѓа всушност на гениталните органи, нели по законите на физиката. И тука е најголемото оптеретување. Кај пообезните жени имаат и зголемен интраабдоминален притисок, а со тоа и уште поголемо оптеретување, посебно при состојби на кашлање, кивање, каде што уште повеќе се зголемува смеење и слично. Тоа може да се модулира со нели диета. И исто така и пушењето е ризик фактор, бидејќи ја намалува синтезата на колаген, а со тоа ни се ослабува и сврзно-ткивниот апарат. И на крај хронични болести, како што е оние со кашлање, например, што се придружени, и хроничното кашлање исто така е ризик фактор, бидејќи го зголемува интраабдоминалниот притисок и ја може да доведе до појава на инконтиненција. Се подносно ово што ме прашавте, како се манифестира симптомите, како се кај едните, како се кај другите, типовите, да не ги кажете. Значи, не се манифестира кај сите жени исто, и затоа има различни типови и класификации. Има една функционална класификација каде што е направена поделба во фазата, значи пореметување во фазата на полнење на мочниот меур и пореметување во фазата на празнење на мочниот меур, и тие може да бидат и од страна на мочниот меур, но и од страна на уретрата, таму од каде што истекува нели урината. Но за поедноставно и попластично да објасниме, има зборови за да не разберат сите. Има според Интернационалното здружение за континенција, има 3 типа на инконтиненции. Тоа е стрес инконтиненцијата, таа представува неволево испуштање на урина при напор, односно зголемен интраабдоминален притисок или при кашлање, кивање, смеење, дигање на товар, во отсуство на нагон на мокрење. Другиот тип представува ургентна инконтиненција, таа представува една хиперрефлексија на самиот мускул на бешиката и таа се јавува во присуство на неодложен нагон за мокрење. Значи, овие пациентки имаат итен и неодложен нагон за мокрење, и кој што не можат да го супримираат и настапува неволевото испразнување на бешиката. Тоа најчесто се јавува вообичаено тригерот, значи тоа што може да предизвикувачот е при миење на раце, слушање на вода, помисла на вода и така.
Третиот тип е мешан тип и има уште една прелевачка и функционална инконтиненција, но да не ја оптеретуваме јавноста со тие поделби. Сега, механизмите за како настануваат инконтиненциите има повеќе теории и различни се и за стрес и за ургентната инконтиненција. Кај стрес, например, инконтиненцијата се смета дека е ослабен сврзно-ткивниот потпорен систем и така кога кашламе, например, бешиката се поместува наназад и надолу и со тоа нема каде да се потпре на јаки структури и тоа е лабаво све и таа пушта уретрата, низ уретрата се испушта неволево урина. За ургентната инконтиненција исто има многу механизми предложени, меѓу кои еден не се смета дека е ослабена можеби мускулатурата, па таа испраќа нервни сигнали кои што повторно враќаат, меѓутоа има многу причини. Можат да бидат, значи и за двете може да бидат, како што веќе ги кажавме и во ризик факторите, траума при породување на целото карлично дно. Да, ова се веќе причините зашто би се појавила оваа состојба. Велите состојба не е болест. Така, да. Така. Значи, траума, како што веќе кажавме, при породување на целиот апарат, па и вклучително на инервацијата, бидејќи за да една жена мокри волево, мора да има совршена синхронизација помеѓу мускулите, лигаментите, сврзните структури и нервите. И сите тие треба да се многу поврзани меѓу себе, синхронизирани, за да може да се изврши волев акт на мокрење. Од поднос на нервите тоа е многу сложена и неврофизиологијата на долниот уринарен тракт е и се уште недоиспитана, но таму кај што знаеме дека и централниот и периферниот нервен систем учествуваат во контролата на мокрењето. Да, ета кажавме што представува уринарна инконтиненција, кажавме дека е неволно испуштање на урина или неможност за контрола на мокрење, кажавме нели кои се причините како се појавува, дека староста всушност не делува на оваа состојба, но повеќе ги опфаќа голем ризик фактор. Да, по старите лица. Како се следи понатаму? Има ли медикаменти или треба да се... Да, значи најпрво треба да ја диагностицираме, утврдиме. Тоа, за да го утврдиме, многу е едноставно, затоа што преку анамнезата ќе имаме веќе и пола диагноза. Значи, адекватно земена и исцрпна анамнеза. Кога се јавува неволевото испуштање на урина? Дали кои се провоцирачките фактори? Дали е кашлање смење или е прислушање на вода? Дали е тоа често? Дали е дење, дали е ноќе? Дали пациентката зима одредени лекови кои што можеби тие предизвикуваат неволево испуштање на урина? Дали има придружни други болести пациентката? Дали има диабет? Дали има други невролошки заболувања? Дали имала претходни операции, посебно во мала карлица? Дали била зрачена? Се тоа ни оди многу во прилог, многу фактори. Доколку тука генерално можеме многу да установиме. Зашто од прилика станува збор? Понатаму на пациентката можеме да ја предложиме еден дневник за мокрење, каде што може 3 дена од прилика да трае, 3 до 7, оптимално е 3, каде што пациентката го внесува временски интервал. Кога мокрела, колку внела, колку измокрила и дали имало неволево испуштање на урина и што ја испровоцирало. И преку тој лесно исто можеме да воочиме зашто може да станува збор, а докторот е задолжен да го одреди на прегледот, да направи квантификација на губитокот на урина, значи колку губи урина, и квалификација, односно да ја ставиме дали е во групата на стрес, ургентна, мешана инконтиненција. Па така викаме на пациентката, кога ќе дојде на преглед, со полна бешика да се накашла. Тоа е еден посебен тест, што се изведува во 3 позиции, меѓутоа вака по едноставно да објасниме дека треба да се накашла и гледаме дали има неволево испуштање на урина. И тоа обично кога е во форма на прелевање, не е како класичен млаз, и на команда пациентката да го сопре, таа може да го сопре. Значи има доволна контрола за да може да го сопре млазот. За разлика од ургентната, каде што кога почнува
пациентката добива неодложен нагон за мокрење, обично при слушање на вода и слично, миење раце, и тогаш ние на команда да и кажеме сопри го млазот, истата не може и се измокрува до крај. И тоа е една од главните разлики помеѓу стресот и ургентната инконтиненција. Значи, ургентната таа не може го сопре млазот и затоа имаме голема количина на измокрување на урина, до крај ќе се испразни, кај стресот е мала количина. Фреквенцијата кај ургентната инконтиненција, значи на уринирање е честа, кај стресот е поретка. Дали зголемениот интраабдоминален притисок делува кај стресот, но не делува кај ургентната инконтиненција. Да кажеме сега во однос на лекувањето. И уште едно прашање, како што споминавме, дека една од 4 жени се јавуваат поради срам. Така. Мала е бројката, што се должи на срамежливост да споделат всушност со докторите и со гинекологот, дека е тоа начинот на кој треба да се јават и да пријават кај гинеколог. Значи, но и недостапноста на знаење, мислам дека доволно, тоа е втората каде да се јават всушност, ете, мислам дека од денеска веќе ќе знаат, гледајќи нели ТВ Алфа и Добро утро секое утро, на каков начин се лекува и да кажеме уште една информација што пред малку ми ја кажавте, врзано е секако за онаа топ тема за коронавирусот, па како на кој начин да се заштитат и трудниците. Да, значи лекувањето може да е хируршки третман и нехируршки или конзервативен третман. Значи оваа состојба се лекува. Пациентките не мора да се сметаат себе си дека тоа е нормална појава во склоп на годините. Ова е нешто што се лекува. Хируршки се лекува има многу типови на операции, тие најчесто се оние слинговидни, јамчести, каде што правиме една подпора на уретрата, каде што е ослабена подпората за да може да има притисок при овие зголемени состојби на интраабдоминален притисок. Исто така, доколку постои придружен пролапс кај пациентката, тие најчесто одат и така, значи спад на гениталните органи, тогаш се решава и хируршки и пролапсот и инконтиненцијата. И исто така, по однос тоа е на хируршкиот дел, по однос на конзервативниот дел има многу методи, зависи од кој тип на инконтиненција станува збор. Значи, прво и најважно се вежбите на карличното дно, значи да се зајакнат мускулите на карличното дно. Се викаат pelvic floor muscle training и тие се може да бидат изотонични, изометрични, каде што пациентката всушност треба да научи која група на мускули да ги стега и тоа треба да го прави многу пати во текот на денот. И со држење цврсто контрахирање па пуштање и со брзи контракции и пуштање. Овие, бидејќи првиот автор кој ги има измислено овие вежби и утврдил дека дури до 80% може да дадат подобрување на уринарната инконтиненција, тоа е нешто што може секоја жена да го прави во домашни услови. Е дека самите, значи до 80% може да дадат резолуција на инконтиненцијата. Дополнително на вежбите може да се прави и електростимулација на мускулите, значи да предизвикуваме вештачка контракција нивна. Потоа постои едни посебни се тие со конуси, меѓутоа не се толку атрактивни. Исто така една од солуциите и песар, значи тоа е како прстен, посебно како нешто со пролапс, и да се подигне прстенот и да се направи и да се подигне гениталните органи, но и да се направи подпора позади на уретрата за да нема испуштање на урина. И уште еден многу важен, тоа е медикаментозниот и фармаколошкиот третман, каде што значи може да се лекува со лекови, тоа особено значи за ургентната инконтиненција, за оние нели што неволево испуштаат при слушање вода, при миење раце и слично. И постојат и уште неколку фармаколошки методи да се вбризгаат едни посебни, тоа се вика ботулинум токсин во самата бешика, тоа исто за ургентната инконтиненција. А, например, за кај стресот може, еве сега се актуелни методи, тие се викаат балкинг агенси, значи во самата кај проксималната уретра да се стават тоа макропластик или колаген, каде што ќе се зголеми подпората и ќе се направи подобра коаптација на уретрата. Добро. Да кажеме со каква информација те располагате, ми кажавте последниве 70 часа, да, последните 72 сата скоро излезе, значи
Royal College of Obstetrics and Gynecology излезе со ново упатство и за здравствените работници, за пациентките по однос на акушерската популација и коронавирусот. Од моменталните сознанија е дека тоа уште не е апдейтувано на CDC страната, меѓутоа од нашиот аспект е дека трудниците не се поподложни од општата популација за коронавирусот. Инутеротрансмисија на плодот директно од коронавирус заразена, мајка заразена со коронавирус не е докажана се уште. И со оглед на тоа во онаа група во која што веќе спаѓа коронавирусот, досега претпоставуваме дека не би требало да има зголемен ризик за абортус во прв триместар и предвремено породување. Но сето тоа нели останува да ги доиследиме, да се видат и во студии и слично. Да. Ќе поканиме секако некој да ни гостува, па да ни ги каже и деталите во однос на оваа информација. Ви благодариме за вашето гостување, доктор гинеколог Ирина Гушева од One Hospital. Само да кажеме до нашите гледачи дека освен што сте во Тетово, имате и центар во Скопје, па може слободно да се јават. Да. Пациентките може да се обратат и во Скопје за консултација и во Тетово. И добро дојдени сте.